Добар ден, драги ученици! Денеска ќе работиме вежби за кифоза. Имавме час каде што објаснивме теоретски што е повеќе деформитетот или лошо држење, кифотично држење, а денеска ќе увежбуваме, ќе се посветиме повеќе на повторување. Целта ќе биде прогресивно во овие 3 часа да направите што повеќе повторувања, дадена е првична бројка како насока. Значи, ако не можете повеќе, првиот час гледате да направите 10-12 повторувања. Ние ќе работиме, значи, вовдека 16 повторувања, подели на 2 дела по 8. Што значи на вториот час би требало да направите 2-3 повторувања, плюс и на третиот час пак да направите уште 2-3 повторувања повеќе, да дојдете до оваа бројка барем 16 повторувања на секоја вежба. Повторувам, значи на 8 повторувања ќе направиме мала пауза за да биде полесно да се изведе. Доколку немате потребна пауза, некој може да продолжи така. Значи, со оглед дека сте го работеле овој прв час, денес одиме директно на увежбување, дека ви е јасно она што треба да го правите со горните грдни мускули и со вратот, за да имаме ефект на сите вежби, да ги направиме комплетно со стискање, со контракција на мускулите од горниот дел на грб. Па да почнеме со загревање. Така, почуваме малку со трчање во место и бидејќи ова е многу битно, значи ќе сите превентивни вежби да се задржи правилното држење и исправената положба на грбетот, секогаш метнуваме некои си узрачувања, односно истегнување нагоре. Така. Така, малку слабајме, како да скокаме јаже во место. Лесно, малку ги спуштаме петиците, се креаме на прсти, да ја качиме циркулацијата. Така, ги лабајме малку нозете и одиме со истегнување, целосно истегнување на така, мал рачекорен став, мал, значи сосема малку на страна, многу повеќе нагоре. Потоа ќе го направиме истегнувањето со речиси исправени нозе, во права насока. Така. И надолу. Така. Одиме сега со кружење со раменици. И потоа со кружење назад, да ги раздвижиме зглобовите, што повеќе на рамениците, бидејќи рамењата се вклучени во сите вежби за превентива од кифотично лошо држење. Така, лабајме. И сега одиме со рамениците и главата напред, назад, напред, назад. Во ова движење ќе акцентираме малку тежина на вежбата со додавање на додатно истегнување напред и тука ќе со главата назад. Погледнете на таванот, расширете ги лактите. Малку ги лабајме рамениците. Така. И правиме истегнување. И на другата рака. И потоа правиме истегнување долу на подот.
Со едната рака е странично изпружена, другата потворена дланка и се трудиме да се крене, а прито раката да не остане другата изпружена рака на подот. Додека сме долу, ќе направиме вежбата, позната за помачката куче, кадешто го спуштаме и подигнуваме грбот, односно ребетот го совиваме што појде. Надол и нагор. Цело време работите движењата и со вратот, значи вратот и главата го пратат движењето на грбот. Исто на предната страна трупот, влечеме со поковите назад, дланките ни се фиксирани, црсто допрени, залепени до подот. И за крај малко ќе ги раздвижиме, одрачување рацете. Битно беше за кифоза, кажевме дека треба да се изтега скратената мускулатура, тоа е предната страна на горниот дел од трупот. Одлично. Ќе започнеме со варијанта движење на плешките или лопатките во положба на тлан, каде што ќе се трудиме да бидеме црсти. Доколку ова положба ви тешка, ќе прикажам подоцна и работата од колена. Но во овој случај, значи битно е да пропаднете со лопатките и да се качи. Доколку е тешко, е работата од колена, како би било за оние што имат помалку јака мускулатура. Позијаме на 8. Позијаме на 8, да. И потоа продолжуваме со 8, на секоја вежба. Така. И се спуштаме долу. И сега одиме со положба на одрачување. Така. И во ова подигнување на рацете или одрачување, сакаме да додадеме и мала ротација, значи да ги доближиме повеќе лопатките, а за тоа ќе се трудиме раката да ротира малку наназад, односно со палецот да одиме нагоре. Ќе се трудиме да не се увинуваме во долниот дел на грбот, за да не ги работиме во суштина долните грбни мускули, туку телото да остане на подот, а да се движат само рацете. Одиме така, започваме. И паузираме на 8 повторување. И продолжуваме со уште 8.
Ќе одиме на вежбичка, пред ќе ја покажам што ја работевме на првиот час, каде што битно е постојањето на лактите, нема да го направите нагоре, нити пак целосно до телото. Малку помалку од агол на 90 степени, за да со овиени коленици, за да може да направиме кревање. Што не битно, ова е полесната варијанта, кога ја оставаме главата надолу, кога само се винуваме, а ова е потешката варијанта. Не ги кревајте по оковите и не правите вака, зашто ова веќе е вежба за стомачите мускули. Значи, го држиме телото исправено и само се креваме малку. Задржуваме горе контракција и полека контролирано се спуштаме. Немој да се пуштате да паѓате напред, да паѓате вака. И одмараме на 8 повторувања. Пожелам да ги оварите рацете, запомнете секогаш да гледате на кетаванот, не да се совиете со главата до стовратот, за да отидете напред. Продолжуваме со 8 повторувања. Значи, останете со лицето свртени на кетаванот, гледате нагоре, контролирано спуштајте се. И завршуваме со уште 8 повторувања. Така, се враќаме во положба, лежим на стомак и одиме сега со узрачување на рацете, но не само со кревање вака на брзинка, не само во потицата, исто така, значи не дозволите рацете да ви паѓат, туку контролирано ги спуштаме со можност да не ги спуштиме целосно доле. Значи, тука да немаме целосно спуштање. Овде дишењето би требало да биде со издишување нагоре, обратно дишење, во поголем дел од случаите, што е обратно. Паузираме на 8 повторувања. Целта е ако може да работите со исправени раце, ако не можете да работите со овие. Исто така останува да не одите во совивање на долниот дел на грбот, туку со лицето, со трупот да останете на подот. Не е проблем да може да допрете и со челото или со носот во подот додека работите. Да продолжиме со уште 8. Контролирано, значи, ако ви е тешко, ќе ги спуштите дланките, но целта ви било да биде потешко без спуштање и да биде движењето индицирано од горниот дел на грбот. Така. Малку полесна вежба. Правиме доближување на лопатките, значи на плешките, со тоа што исто така трупот не останува доле, работиме само со рамениците, во овој случај со лактите, значи. Од тука правиме кревање, задршка една секунда горе и се спуштаме. Исто така не треба да се креваме со долниот дел на грбот, значи да правиме вака, туку телото останува долу и работиме само со рамениците. Тоа е таа техника, позираме 8 повторувања. Продолжиме. Така, сега ќе одмориме малку. Во меѓувреме ќе ја покажам вежбата, потоа заеднички ќе се почнеме за така да имаме ресинхронизираност во повторувањето. Значи први имаме подигнување на рацете, ги доближуваме и допираме прстите и ги спружуваме. Целта е да не допрат и лактите да не бидат вака ниско, или да не работиме, лактите бидат високо и дланките не да бидат пониско од подот, па да ги кленеме, туку да работат цело време на височина од барем 10 см над душикот. Што значи
и да не паѓат напред. Ајде да започнеме да видиме дали ќе направиме 8 повторувања. Така. Одлично. Во движењето напред дишуваме. Онако што почесто е наречено како обратно дишење, но во овој случај на неколку вежби не е нормално дишење. Не заборавајте да дишите и издишите секое повторување. Одлично. На 8 повторување правиме пауза. Контролирано, полека. Работиме цело време контролирано и полека. Така, да направиме што 8 повторувања. И покажувам, ако не можете, разрешението е една полесна варијанта. Значи за сите они не може да задржат положено, може да прават кревање со длан. Така. Значи според можностите. Може малку да одмориме, да служиш по одмор. Така, да ги потресеме ногите, рацете. Сега ќе се трудиме. Исто што ја вежбавме вежбата првиот час. Аголот во колениците, пред јас ќе покажам да остане 90 степени. Тука, значи да не ги собираме нозете во колениците кога ќе ги доближуваме, туку да остане овој агол. Тоа ќе биде само еден предизвикувачки фактор, а целта на вежбата е, значи дланките под глава и лактите цело време да останат на подот и да туркат. Значи целта на вежбата е во горниот дел на грб, значи направиме контракција, односно притискаме со лактите. А ова движење со нозете не е само малку тежнувачки фактор, што иницира и убаво истегнување на ребето, што е ова вежба одлична во превентива и за кифоза и за лордоза. Издишуваме кога ги собираме колената, што ќе биде според нашите можности. Значи, ако одиме со колената многу, а ги кријаме лактите, значи да немаме корист. Од ова вежба, значи веќе сме и одделили лактите, не притискаме со рамениците и со горните грдни мускули, и значи правиме грешка, така што се трудиме цело време со лактите да притискаме навото. Така. Притискаме со лактите и правиме пауза на 8 повторувања. Ако можете, доближите ги колената повеќе, но соодветно на можностите ќе видите дека притискајќи со лактите, воопшто не е лесна вежбата. Да ги задржите, значи активни и во контракција мускулите на горниот дел на грбот. Така, да започнеме што 8 повторувања. Смениме малку положбата, сега во сежачка положба ќе изведеме една вежба. Од тука ќе се трудиме вака да не бидеме свиени во грбот, туку, оно што кажавме, правилно држење. Ако ви е проблем со прави нозе заради еластичноста, ќе пробате малку со совиени нозе. Значи, соодветно на вашите можности, тука ќе се бара да одиме повлекување на рацете назад во одрачување и доближување на лопатките една до друга. Значи, може да работите со совиени, ако ви е тешко, целта да го совиете, да го исправите ребето, да не бидеме совиени, туку само да ги доближиме што повеќе горните грбни мускули на лопатките, значи на плешките, на рамениците. Ги доближуваме рамениците назад. Така. Одмараме на 8 повторувања, веројатно веќе сме наталожиле малку замор, така што не е навистина лесно после неколку вежби, мускулите се заморуваат. Ако ви е тешко, може да правите и 2 паузи во текот на самата вежба, например на 5, на 10, па да завршите така до 5-16 повторувања. Така, да направиме уште 8. Сега во оваа вежба, малку предизвикувачки за почеток,
но е после толку многу активирање на оваа мускулатура, ќе знаете веќе што значи исправено држање и ќе се трудите цело време рамениците да бидат назад, значи цело време да бидеме со активно вклучување на мускулатурата. Главата ќе остане вертикално, значи лицето цело време насочено напред, односно погледот ќе ни биде насочен напред. Се наведнуваме со прав грб и гледаме напред. И се подигнуваме. Значи ова би било погрешно. Еве гледате како е совен грбот. Значи со главата исто така и со грбот не треба да бидеме совиени. Значи право. Па може да започнеме 8 повторувања. Се спуштаме. Ги држиме одрачени рацете, доближени лопатките, доближени, значи рамениците од задната страна и работиме полека со контрола. Одлично. Малку пауза, гледате дека таа пауза ќе видите, ќе чувствувате, значи, на почеток и тоа како ни е потребна. Во првиот час имавме помал интензитет на вежби, повеќе објаснување зошто и како ги активираме мускулите. Знаејќи сега дека се до тоа го извежбавме, може да направиме и повеќе вежби, повеќе повторувања. Продолжиме со уште 8. Контролирано. Ако можете се спуштате, значи пониско. А ако не, работите со мало движење. Целта не е вака да седнете назад, целта малку да се наведнеме напред, а во исто време лактите да не ни тргнат напред, туку да ги држиме одрачени. Така. Ни оставаме уште така две лесни вежби. Ова вежба, значи, што ја работиме на првиот час, и чисто, значи, доближување на лопатките, едноставно, значи, движење каде што рамениците се пасивни и ги активираме, доближуваме лопатките, ги доближуваме дланките една кон друга, односно самите раце ги доближуваме и се спуштаме надолу. Да започнеме, значи, активно вклучување на мускулатурата на горниот дел на грбот, задното рамо, задршка горе една секунда и спуштаме. Исто на ова вежба, не се увигуваме во долниот дел на грбот, не се креаме, трупот не го креаме целосно од подлогата, туку мал дел од горниот дел на трупот го креаме од подлогата. И одмараме на 8 повторување. Така, да продолжиме уште 8. Малку одмор. Во одмор ќе ја покажам следнава вежба. Не знаете добро, ја работевме целосно кружење на рамениците, туку ги вртиме, доаѓаме до оваа положба што ја завршуваме претходната вежба и потоа испружуваме напред. Ако ви е тешко, спуштате на секој повторување. Ако не, може да пробате да направите, еве пример, почнуваме едно повторување без пауза и дури да завршите повеќе повторување. Да започнеме. 8 повторувања, па имаме пауза. Полека под контрола. Внимавајте да не се кренете со целиот труп од подлогата и нормално. Ако не сте во можност, може да ги спуштите дланките, земете здив и продолжувате. Нормално целта е да имате што помалку спуштање. 8 повторувања и одмараме.
удишување и дишување се подразбира на секој повторување од секој вежба. Ајде, одим уште 8. И овде кренуваме обратно дишење, каде што дишуваме. Дишуваме, значи земаме воздух, кога раците се напред. И гледајте се, ако можете на крај додадете пак до дежурни на лопатите. Контролирано, полека. Така. Ќе станеме малку, да се раздвижиме. Така, 10 на секунди. И да направиме само изтегнување, што кажавме, ова не се последните две вежби. Ќе користиме столче. Во полесно случај би се изтегнувале на ниската страна. Во желба за појако изтегнување би се фатиле за горниот наслон на столчето и неколку пати, што е најбитно, ќе издишиме надолу, ќе дозволиме да пропаднеме со главата што пониско, значи земеме воздух длабоко и пропаѓаме. Цело време над коленицата се трудиме да биде што поблиску до вертикална поставеност, значи да не се движиме, да не се тласкаме напред-назад, туку едноставно да пропаднеме надолу. И ги спуштиме малку петиците, наведнеме главата и ќе пробаме со трупот да одиме назад. Значи со трупот ќе пробаме да одиме назад, за да не истегнува тоа горните грбни мускули. А со се држиме за лактите и не дозволуваме да ни се оделат рацете. Ако ни е лесно, ги исправаме повеќе нозете и влечеме со трупот назад. Ја чувствувате баш истегнување во оние мускули што вежбавме. Така, значи со желба да биде поинтензивно ги исправаме нозете. И со ова вежба завршуваме денеска во овие превентивни вежби за кифоза.